Мнозинството во Штипскиот совет на чело со председателот системски го кршат деловникот за работа, а стана пракса на секоја седница да се додаваат нови точки на дневен ред од само за нив познати причини. Реагираа денес од советничката група на СДСМ Штип. Она што јавноста треба да го знае е дека мнозинството работи исклучиво само по партиска директива на врхушката на ДПМНЕ, бидејќи невозможно е сериозно да се разгледаат 50 точки од дневниот ред и да се донесат квалитетни одлуки со оглед дека станува збор за измена на програми, одлуки за кофинансирање на проекти, квартални финансиски извештаи, годишни сметки, одлуки кои на граѓаните ќе им овозможат прекинување или продолжување на легализацијата. Воедно, грубо се крши институтот на советнички прашања, односно за голем број од досега поставените советнички прашања не се добиени одговори. На вака интонираните обвинувања од советничката група на ВМРО ДПМНЕ одговорија со контраобвинување. СДС ја напушти денешната седница со образложение дека 49 точки за една седница се премногу, а при тоа не се изјаснија зошто е можно да се земат паушали од пари на граѓаните. СДС во Советот на општина Штип не учествуваа во заложбата на локалната самоуправа за следните проекти: продолжување на булеварот Партизанска, изградба на обиколница од булевар Гоце Делчев до населбата Ново село преку населба Пребек, уредување на градскиот пазар, реконструкција на клонот Развигорче, поплочување на улици во автентичен стил во населбата Ново село, изградба на фотонапонски панели на прочистителната станица и на основното општинско училиште Ванчо Прки, набавка на турбина за искористување на воден притисок од проток на вода во филтер станицата на јавното предпријатие ИСАР.